конкретно нашето барање на Охридсовци има 24 плати, 24 плати им дължи државата на луѓево. Тоа го бараме и придонесите да им се платат. Сега нивната изјава на Ѓуше беше, ќе го цитирам, вика, не сум јас султан, овде и да делам пари. Како да ја кажам, не знам, ќе останам без коментар за... Ние бараме нешто што сме изработиле, ги изработиле тие плати, тие 24. Сега некој 8 треба да земе, некој 16, некој 24. Значи така е поделено. Морам да потенцирам тоа, извршни решения имаме сите. Значи од 2013 година, значи имаме 16 плати, за кои не е платен придонес, и 8 плати од 2008. Значи фактички плативе ние ги чекаме 10 години. Сите беа кај извршител. Меѓутоа, еден коментар ќе ви кажам, вика, не можам да извршам ја, владата нема жиросметка. Таков коментар. Јас кај што бев извршител. Таков коментар ми даде. И сега тука престанува да важи, мислам, оној правните закони и норми, да речеме, на нашата држава. Имаме 8 плати од 2008, за останати плати, тие се добиени преку суд со камата, а тие до ден денеска нема, од судот ги добивме, после судот не тераше да кај извршителите да одиме. Отидеме по извршителите, извршителите 3 години не викна хич, кога отиде по стечај Охис, тогаш не викна, за да не ги земат парите, имате долг. Охис ни кажа, преку извршителите да разбравме дека Охис отишол под стечај. Нас никој не информира, од 1500 души што бевме за останати тамо, никој не информираше дека Охис отишол под стечај. Извршителите не викна и ни кажа дека Охис отишол под стечај и сега треба да плаќате вие што ние сме извршили, што ништо не извршале и сега треба ние да платиме. Рок 8 дена треба да платите за мене. Пример, кога зборувам за мене, зборувам за сите. Од сите на мака имаме, на барање имаме, истото барање. И кога идеме кај извршителот, вика рок 8 дена. Ако не ги платите, вика после со камата ќе платите. Не сме задоволни од нивната соработка, него дефинитивно добивме кажава дека оние Охис е продаден, дека си има свој купец, парите се префрлени во нова банка, Тутунска банка. Се чека да се направи пресметка за првата бранша да ја пушта, тоа е неофицијално, некоја пресметка има направена, колку да се смират луѓево. Второ, тие 16 плати што треба да бидат платени во УЈП, треба да се платат од ова, речи го, од вкупниот долг. Со самото плаќање на вкупниот долг, луѓето многу губат. Изгубат не само за 16 месеци, може само да добие еден месец кој ќе му прифати пиум, а другото нема. И ние очекуваме сега да не се плати по нешто, а ние ќе останеме и понатака да штрайкуваме, барем оние 16 плати владата да ни даде, да ни го плати придонесот. Барем нешто од нешто да искористиме. Овие луѓе ги изгуби акциите. Секој има по акции недека 3-4 5.000 евра, кој ќе земе што платите заедно, луѓето недека 10.000 евра имале, а сега само ќе земат кој 1000, кој 500, кој 1500, тоа е стварно. А овдека луѓе има, сите имаат работено најмалку по 40 години, 35-40 години,